Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Туберкулозата често ја доживуваме како болест од минатото, но постои и денес. Како се пренесува? Кој е најранлив? И дали симптомите секогаш се препознатливи? Како се поставува диагноза? Што значи латентна туберкулоза? И зошто терапијата трае толку долго? Колку помага вакцинацијата, што вклучува тестирањето за контакт со туберкулоза и дали навреме се препознава болеста. За сето ова денеска разговараме со доцент доктор Зорица Нановиќ, специјалист по интерна медицина. Останете на Телма, во продолжение на емисијата ќе ги отвориме и телефонските линии за да можете да се вклучите со ваши прашања. Туберкулозата е повеќе од кашлица. За каква болест станува збор ќе ни појасни доцент доктор Зорица Нановиќ, специјалист по интерна медицина од Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза Скопје. Докторке, добар ден и добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден, ви благодарам за поканата и поздрав до гледачите. Туберкулозата како болест е позната уште од древната историја. Пронајдени се траги од туберкулоза и кај мумиите во Стари Египет. Многумина смета дека оваа болест е искоренета, но не е баш така. Присутна е и денес. Токму така како што завршивте, односно да се вратам на она дека е кај мумиите, присутна се смета, старите професори кажуваат колку што постои човештвото, толку постои туберкулозата. Се смета дека тој род микобактериум датира 300 милиони години. Пред ова за кое што сега зборуваме и некаде првиот предок на овој микобактериум туберкулозис се смета дека настанал околу 15 до 20.000 години пред овој момент. Ја спомнува и Хипократ и тогаш е оној термин фтиза што датира и што го користат и денеска научниците, но историјата да ја оставиме таму каде што е современото поимање на туберкулоза како глобален проблем, како глобална итност се датира од 1993 година, кога Светска здравствена организација ја прогласува за глобален светски проблем. Тоа е болест која што на годишно ниво, збориме за овие последни 3 децении во кои што СЗО систематски ги прибира податоците така да има статистика. Годишно се проценува дека се разболуваат повеќе од 10 милиони луѓе на светот. Годишно се проценува дека умираат околу 1.300.000 до 1.400.000 луѓе во светот. И туберкулозата денес, односно тоа е веќе со години, освен во оние 3 години кога беше ковидот на врвот, туберкулозата е убиец, односно микобактериум туберкулозис, предизвикувач од убиец број 1 меѓу инфективните агенси и се наоѓа исто така меѓу топ 10 причини за смрт во светот. Да, може би борбата резултира со намалување на инциденца и сето тоа, ама туберкулозата е многу присутна и во светот и генерално. Колку често се среќавате со пациенти кои што се болни од туберкулоза и што велат статистиките кај нас? Има ли официјални бројки? Така. Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза каде што работаме е референтната институција за оваа болест. Вака за илустрација, ние сме тројца доктори дневно во амбуланта. 1 до 20 пациенти секој од нас среќава, било да се работи дали за нов пациент или на контрола, луѓе што доаѓаат на контрола. Иначе бројките за Македонија се во последните од 7-8 години, да кажем, од 2019 година со одлични резултати, затоа што она што е работено 3 децении претходно вродило со резултати. Ние се бројуваме од 2019 во земја со ниска инциденца на туберкулоза. Тоа во превод значи годишно имаме помалку од 10 нови на 100.000. Тука сега има еден графикон кој што ќе можеме да го погледнеме на видеозидот. Така. Сето тоа кажува позитив, значи тоа е позитивно кај нас. Преваленца е вкупниот број на случаи кои се регистрираат во тек на годината, инциденца се оние што се нови, ние ги броиме новите и релапсите, и смртноста е на дното од на дното, така, со жолтата од табелата. Но сето тоа е постигнато во последните 3 децении со макотрпна работа, со многу труд, зашто ако ги погледнате во 91-92 бројките на инциденцата се далеку од под 10, тамо има бројки кои се скоро 100 на 100.000. Имавме неколку проекти од 2020 година кои беа финансирани од глобалниот фонд, значи тоа е не само финансирани, туку и организирана целата работа и благодарение на трудот на работата на институтот, неговиот персонал и финансиската поддршка, ние сме во ситуација во која што сме сега.
Но јас секогаш велам, она што е постигнато со многу работа низ децении, мора да се потрудите да го одржите, затоа што ако почнат индикаторите епидемиолошки да се менуваат во негативна смисла, тоа не значи дека проблемите настанале вчера. Туку тие се нижеле и туку наеднаш ќе излезе инциденцията или нешто друго, ќе се покачи и тоа е знак дека подолго време не сме таму кај што треба да бидеме. Што тоа значи на дневно ниво? Имате ли колку пациенти има? Минатата година, за она што е готова статистика, ќе ви кажам, минатата година вкупно се регистрирани нови случаи со туберкулоза во Македонија 131. Наназад годините беа 158, 160, 144, 46, 48, тоа се тие 140-ките се во годините од ковид. Во целиот свет имаше редукција на откривањето на сервисот за туберкулоза. Значи ние сме во бројките како што и цел свет 18% е негде опаѓањето. А пред ковидот последните вредности се околу 200 случаи годишно, плюс минус 15. Тоа се вредностите пред ковид. Сега сме во добра ситуација, меѓутоа мора многу да се биде внимателен затоа што ефектот на ковид пандемијата е следниот. Прекинот на сервисот создаде резервоар на инфекција во заедницата кој не е откриен. Тие луѓе не одеа на доктор, не се прегледува, не се лекува. Значи наредните 5 до 10 години мора да бидеме многу внимателни за да не ни изненади потоа да има пораст. Да. И сега туберкулозата обично е врзана со стигма, дека е болест на луѓето кои што живеат во лоши животни услови. Дали е тоа баш така или може секој да добие туберкулоза и додека е на театарска представа присутен или пак патува со авион, се вози со автобус, седи во канцеларија на работа? Она што го кажавте, лошите услови остануваат ни понатаму причина за причина. Како фаворизирачки фактор, тие не се причина за појава на туберкулоза, во смисол на нередовна исхрана, во смисол на лоши услови на живење, влага, сето тоа значи останува како причина, меѓутоа имате и луѓе кои се многу добри ситуирани, фамилија се разболеле од туберкулоза. Клучниот момент во сето тоа е имунолошката состојба на организмот. Постојат одредени ситуации, ние ги викаме ризични групи, и присуство на одредени фактори, така наречени ризични фактори, кои резултираат со компромитирање на имунолошкиот систем и таа латентна туберкулоза по старата класификација може од даден момент да начека момент кога имунолошкиот систем е слаб и да се активира и да предизвика вистинска болест. Такви ризични групи се точно дефинирани од Светска здравствена организација и ние ги почитуваме тука во Македонија. Тоа се на прво место лица кои се во контакт со болен од белодробна од инфективна туберкулоза, лицата со имунокомпромитација кои живеат со ХИВ, понатаму лица кои потребуваат така наречени ТНФ-алфа блокери во терапијата, лица кои се подготвуваат или се на хемодиализа, трансплантација, лица кои се подготвуваат значи за трансплантација или се на трансплантација и лицата со силикоза. Тоа се ризичните групи кои ние систематски во Македонија треба да ги тестираме за туберкулозна инфекција, кај оние што се позитивни, да им дадеме профилактичка превентивна терапија за инфекцијата, да во моментот кога ќе ја примаат имуносупресивната терапија заради основната болест, не се активира и не прерасне во болест. Потребен е близок контакт со болен за да се пренесе болест? Контактот не е ова, значи вирусна инфекција која со краток разговор или како беше 100% пренесување ако се работи за сипаница, за морбили се пренесува, потребен е контакт кој се дефинира, многу е прецизно дефинирано. Прво треба да се одвива во затворена просторија, како што е ова, каде што воздухот не се менува, значи за користење на ист воздушен простор. Второ, треба и така наречениот индекс кис или оне што сме го откриле, да биде со белодробна инфективна туберкулоза. И трето, контактот во однос на време, трајање, интензитет се мери, вака вика дефиницијата. Една или повеќе ноќи проведени во ист кревет заедно, или чести или фреквентни контакти во текот на денот. Периодот што го мериме наназад, од моментот кога сме го откриле првиот случај на туберкулоза, се 3 месеци. Значи 3 месеци од неговото почнување со терапија. Има дури и уште една, ова е за домашните контакти, за блиски контакти, вика вака, овие контакти, што ги наведов, треба да трават повеќе од 15 часа неделно или кумулативно повеќе од 180 часа во тек на тие 3 месеци. Значи ова не е болест што лесно се пренесува. Така. Сега, кога зборуваме за оваа болест, дали е само болест на белите дробови или е посложена? Така.
најголем број од случаи, негде 85 па и до 90% од случаевите се белодробна форма на туберкулоза, така и се класифицираат затоа што најчесто влезната врата е респираторниот систем, но практично било кој орган во телото може да настрада од туберкулоза и затоа ја делиме на белодробна и на вонбелодробна туберкулоза. Остатокот негде 10 до 15, понекогаш до 20% зависи од годината, од појаѓање тие форми на вонбелодробна туберкулоза. Она што пациентите ќе го кажат, имам воспаление на плучната марамица или воспаление на лифтните јазли. Понекогаш може да настрада рабетниот столб или некој друга. Ќе се искриви рабетниот столб? Процесот во рабетниот столб, стручно латински се вика спондилодисцит, значи страдаат одредени делови од рабетниот столб, заради кои што пациентите имаат прво локална болка, меѓутоа со тек на време може невролошките симптоми заради компресијата на спиналните нерви да бидат она поради кое што пациентот ќе побара помош, да не се пожали на рабетниот столб, ама да трне со невролошка симптоматологија. Буквално, значи, било кој орган или систем може да биде засегнат со туберкулоза, со вонбелодробната форма на туберкулоза. Хајде да проговориме за симптомите кои што ги дава туберкулозата во 19-тиот век. Оваа болест опишувала како бела чума, бидејќи заболените биле многу бледи и брзо слабееле. Дали тоа значи дека кашлицата не секогаш е само и единствен симптом? Она што е прво е кашлицата, која може да биде, ние велиме, со искашлување или продуктивна, меѓутоа може да биде и сува кашлица. Ако е продуктивна и бидејќи голем дел ни се пушачи пациентите, знаете како они го одлагаат јавување на лекар, затоа што сметаат дека искашлувањето се должи токму на пушењето и тоа се одложува. Обично кога ќе почне апетитот да се намалува, тоа се системските симптоми, па ќе падне килажата, ќе се јави адинамија, ќе се јави замор. Евентуално ако се прошири на марамицата, па се јави плеврална болка и најважното, ако почнат да искашлуваат крв пациентите, тогаш веќе сигналот се буди дека можеби се работи за туберкулоза. Она што е типично, кое јас сум го учела од моите постари колеги, исто и во книгите, ноќно потење. Значи потењето на пациентот во предел на тилот, торзото, капелицимот, главата, понекогаш пациентите викаат се пресликувам по 3-4 пати ноќе. Тоа е нешто кое заедно со кашлица, евентуално со епидемиолошки податоци дека имаат во фамилија болен или патувале во земја која што има висока инциденца, или биле лекувани порано во минатото, зашто туберкулозата може да се јави и по втор пат и по трет пат. Сето тоа треба да не наведе дека ноќното потење можеби е поврзано со појава на туберкулоза. Споминавте дека може да се добие болеста 2 или 3 пати, тоа значи дека бактеријата останува во телото заспана, спие, прикриена? Значи постои таква ситуација, тоа е една субпопулација на бацили кои се нарекува баш така заспана, односно дормантна или перзистери по латинскиот израз наши, односно микробиолошкиот. Поентата кога лекувате пациент, дали без разлика дали е белодробна или вонбелодробна, лезиите каде што се присутни бацилите да ги стерилизирате со терапијата што ја даваме. Но ова е една од посебна бактерија во микробиологијата во која што вие можете све да сторите, а такви заспани бацили сепак да го избегнат имунолошкиот одговор и да останат низа години заспани. Кога ќе падне имунитетот од било која причина, физички, ментален стрес или овие фактори што ги спомнав, заспаните бацили може да се разбудат, да се реактивираат и тоа е причина да кај некои луѓе се појавува повторна туберкулоза, така наречен, ние велиме релапс, рецидив или реактивација. Треба да се има во предвид дека појавата на втора, понекогаш трета епизода не е само од ендогената реактивација, затоа што може да се случи да се заразите повторно од друг сој од околината. Значи има два механизми на повторно јавување на туберкулоза во животот. А може ли некој да бил во контакт, и то долготраен, со пациент болен од туберкулоза, а сепак да не се разболи? И тоа е можно и имаме и такви ситуации за среќа на контактите. Трансмисијата и разболувањето имаат повеќе детерминанти, повеќе фактори кои одредуваат дали некој што е во таков близок контакт ќе се разболи или не. На прво место тоа е со особините на микроорганизмот. Колкава е инфективната маса на тој што искашлува, односно колкава е инфективната маса, бројот на бацили и каква е нивната вируленција, колку е нивната јачина, способност да предизвикаат инфекција. Од друга страна е здравиот човек, кој тие бацили треба да ги вдише,
каква е неговата имунолошка состојба во моментот. И нешто што денеска е голем тренд што се испитува, постојат одредени карактеристики во генетиката на одредени луѓе, така наречени современи биомаркери за едно, за второ, за трето, кои кај некои луѓе може да бидат причина за склоност повеќе да се разболат. И третото е начинот на трансмисија. Друго е ако вие пиете кафе со пријателка на отворено надвор, значи кај што нема затворен простор. Друго е ако контактот бил интензивен во затворена просторија на кратко растојание, ако се повторувал, значи тоа е третата работа што влијае до тоа дали некој ќе се разболи или не и покрај контактот. Сето тоа се комплексни детерминанти. Болеста може да биде латентна. Тоа значи што? Допред негде 4-5 години постоеше бинарна класификација на состојбата од кога микобактериум туберкулозис ќе влезе во организмот, потоа таа бактерија е единствена. Добре. Значи ни создава две состојби на инфицираност. Една е латентната инфекција, а втората е активна болест, она што сите го знаеме како туберкулоза. Современата медицина уште повеќе расчленува таа работа, се тоа се 6 ситуации од неинфицираност до болест, но тоа е веќе стручно да не ги замарам гледачите. За она што е латентна инфекција и кое што треба луѓето да го знаат е дека се разликува од активната болест последниве карактеристики. Прво, тие луѓе се клинички комплетно здрави. Значи, ја носиме бактеријата во себе, ја носам и јас. 1/4 од целото човештво на земјината топка ја носи, тоа се 2 милиарди луѓе. Сите се здрави, немаат симптоми и знаци. Рентгенските снимки по однос на туберкулоза им се уредни. Во искашлокот, кога испитувате микробиолошки, не може да се докаже бацилот. На тие луѓе не им е потребна терапија, освен на ризичните групи, тоа е мал процент, и тие не можат да заразат никого околу себе. Аха, значи мора да биде активна болеста за да има... За да има трансмисија, мора да има болест туберкулоза. Латентната туберкулоза не е инфективна форма на оваа состојба на инфицираност со микобактериум. Споменавте 1/4 од сите луѓе на планетата се носители се на носители на инфекцијата. Тоа е една специфика на микобактериум туберкулозис и со тоа живее човештвото од кога постои. Ние не ги тестираме 2 милиарди луѓе дали носат инфекции, дали ќе се разболат. Токму овие 5 или 6 групи што преска ги спомнав, ризични фактори, ризични групи, тие систематски, тоа го предвидува СЗО, се тестираат затоа што кај нив шансите, веројатноста дека нивната инфекција латентна може да премине во болест се повисоки многу од општата популација. Затоа ги бараме, ги тестираме, оние што се позитивни на инфекција, пошто за инфекција зборуваме, им даваме превентивна терапија за инфекцијата да не продолжи да се развие во болест. На тој начин еден потенцијален резервоар на инфекција сметаме дека го елиминираме и ја воспоставуваме контрола на трансмисијата и на инфекцијата. На каков начин се тестираат луѓето за кои што постои сомнеш дека се болни од туберкулоза и дали тој тест се прави навремено со оглед на тоа дека ретко кој се сомнева дека е заразен од оваа болест? Симптомите што ги набројавте укажуваат и на многу други работи. Точно, апсолутно сте во право и тоа е понекогаш... Веројатно постана на памет што ќе ни дојде туберкулоза. Во право сте, за жал. Едно е стигмата, второ е малку, ајде да кажем, и докторите, пошто нели исчезната е болеста, никој не помислува, па малку се одложуваат работите, ама и пациентите ги одложуваат, тоа што спомнавте, јавување на лекар, иначе тестови и диагностика на туберкулоза има и Македонија има современата, она што го има и надвор. Ние ги делиме на конвенционални, односно класични. Тие се Левенштајн, директна микроскопија, сега има флуоресцентна микроскопија, значи културелно испитување на примерокот, тоа е обично искашлокот, и микроскопски. Она што е недостатокот на овие методи е, микроскопијата има сензитивност негде 50 до 60%, што е многу ниско. Значи, од 100 луѓе вие би откриле со микроскопија само 50. Културата се чека многу долго, па резистенцијата додека се изработи од културата, тоа се 6-12 недели, месец и пол до 3, вие треба да чекате. Затоа, негде околу од 2011 така наречената експерт платформа е воведена, тоа се молекуларни тестови кои се во страшен развој последните 10 на 15 години.
со кој што за 24 часа имате идентификација во искашлокот, дали е тоа микобактериум туберкулоза. Нешто како PCR во тој? Точно, токму тоа е PCR, баш така, таа со која што и ние располагаме во Македонија. Се бара генетски материјал всушност од бактеријата. Да. Она јас велам 24, тоа е за 2 до 3 часа PCR Gene Expert, познатиот готов за толку време, со тоа што некои од нив имаат способност да испитат дури и резистенција на одредени антитуберкулозски лекови за тие 24 часа, обично се оди на најбитните изониазид и рифампицин. Понатаму, освен овие молекуларни тестови, од кои еднаш ќе се идентифицира, има и други што се прават апгрейд, да се издетализира на што све е чувствителна или резистентна бактеријата, и вие за 24 часа можете да дадете терапија. Тоа го со такви тестови располага Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза. Лабораторијата која имаме е национална референтна, значи таа е референтна за Македонија, и нашиот микробиолог и тимот ги работат. Од каде се зема примерок? Како примерок може да се искористи од искашлокот, тоа е првиот основ. Меѓутоа, буквално, јас тоа стално оперирам кога имаме секции со станоци до колегите. Се. Значи, буквално се. Дали е биоптички материјал, дали е хируршка интервенција, дали е бронкоскопија или друга ендоскопија, дали е аспират течност, кај дечињата, кои што не можат, кај нив е малце потешко добивање на спутум, столица се испитува со овие методи. Значи, се што е ткиво во организмот или течност, начинот е само како се зема, како се пакува и се праќа во лабораторијата со назнака да се изведат класични и молекуларни методи кај нас. Порано се правеше еден кожен тест за туберкулоза. Се вбризгуваше подкожно. Што се вбризгуваше? И се чекаше реакција. Да, се чекаше. Тој тест уште постои и денес. Се означува, се нарекува, тој кожен туберкулински тест, по метод, тоа што го кажувате, по метода на Манту, интрадермално. Некаде од 2011 година, кога се појави алтернатива, нови тестови, како што е на Манту, така наречен интерферон гама или игра се, скратеното релиз есеите, во институтот ние не го работиме више, ги работиме новите тестови, современите, а овој тест туберкулински остана во надлежност на детската болница за сега се клиника за респираторни болести кај децата со туберкулоза, исто колегите работат во Козле, така да они го работат. Поинтата на овој тест е, тој представува практично од течна култура на микобактериум туберкулозис прочистен дериват кој содржи над 200 антигени од бактеријата и вбризгувањето означува, во зависност од резултатот што се добие, се мери тврдината после 3 дена, 72 часа што ќе се појави, укажува дали постои инфекција со бацилот или не. До голем дел од децата и возрастната популација се вакцинирани. Точно. За туберкулоза. Дали тој тест може да биде лажно позитивен? Да, лажно позитивен, тоа е заради вкрстена реакција. Главните тие лажно позитивни резултати се однесуваат на вкрстена реакција ако детето е односно оној што е претходно бесежиран, вакциниран, и некои така наречени микобактерии од средината во која што живееме, тоа се нетипични, атипични микобактерии, тие исто може да дадат лажно позитивна реакција, секој што треба да се има во предвид. Новите тестови, интерферон гама или квантиферон, популарен меѓу моите колеги, нема таква интерференција со БСЖ сојот, односно со вакцинацијата претходна на пациентите, а во однос на атипичните микобактерии само со 3 од нив има таква интерференција, така да неговата специфичност е негде 90-100% и е стварно навистина добар тест. Институтот располага и со квантиферон тестот го работиме и тој кај тие ризични групи каде што е индицирано. Што доколку реакцијата е многу бурна? Реакцијата се смета за бурна пошто кога ќе се измери таа индурација има од 0 до 5 мм пречникот на индурацијата е негативен, па од 6 нагоре е позитивен. Бурните реактори, значи 16 мм и повеќе, се на лица за кои што сметаме дека треба да се дополнително да се испитаат. Зошто? Зашто и игра тестовите, и Манту тестот кажува да, тука постои инфекција, меѓутоа не прават разлика меѓу болест и меѓу инфекција само, односно латентна туберкулозна инфекција. Бидејќи се тестира имунолошката меморија, имунолошкиот одговор на организмот, не може да кажат дали тоа било нешто во минато или сега актуелно се случува. Такви лица си подлежат понатаму на дополнителна обработка во смисол битна е возраста, битни се епидемиолошките податоци, дали живеат рецимо дете во фамилија кој што има туберкулоза или имале
контакт со туберкулоза, БСЖ анамнезата имало, детето не имало, сето тоа лекар што е специјалист го обработува и заклучува дали се работи само за бурна реакција како резултат на инфекција или можеби е туберкулоза во прашање. Ама тоа е субспецијалистичка работа за овие две институции. Ќе ги поканим и гледачите, почитувани од тој момент емисијата е контактна, можете да поставите прашање кој што се однесува на денешната тема за која што говориме со нашата гостинка. Кога ќе се утврди сојот, значи споменавте дека има и различни соеви на оваа бактерија, кога ќе се утврди сојот, се поставува пациентот на одредена терапија. Сега терапијата треба да трае долго време, понекогаш и 6 месеци, може би и подолго. Зошто толку долго? Во однос на терапијата, нашата држава работи од пред 3 децении и повеќе, согласно препораките на Светска здравствена организација, и тоа во пракса се покажало дека е издржано и функционира. Причината, односно класичната терапија е стандардна терапија е 6 месеци, како што спомнавте, има некои одредени форми на вонбелодробна туберкулоза кај кои што може да трае и 9 и 12, ама да се задржиме на овие 6 месеци. Причината се токму оние бацилите на почетокот што ги спомнавте, латентните, односно перзистерите. Особина на микобактериум туберкулозис се како резултат на обидот да преживее. Тоа е, значи, адаптивен механизам, создава една мала субпопулација на вакви латентни перзистери, кои го успоруваат до максимум метаболизмот. Не се делат по бацилите и нема раст. Таквата субпопулација на перзистери е толерантна према антитуберкулозиси, не резистентна, туку толерантна. Вие може да ставате лекови колку сакате, они не реагираат на терапијата. Сега, тоа е едната причина. Кога ќе се тргнат лековите, односно ако престане терапијата, се будат и повторно влегуваат во брза репликација. Ако имунолошкиот систем не ги совлада, не успе, тие пак се извор за онаа рекурентност, повторна појава на инфекција. Првата причина се перзистерите, втората се микобактериум туберкулозис, спаѓа во споро растички бацили. Најкне на 16 до 20 часови еднаш се дели. Значи имате, заради тоа и да кажем, инкубацијата, односно трајност на инфекцијата може да биде со години, со децени. Имате една бактерија која има перзистери, кај која споро се дели, вие на таа бактерија морате да делувате со долготрајна терапија. Затоа се тие 6 месеци. Втората работа, некои во однос на резистенцијата, некои од соевите се природно резистентни на одредени лекови. Али ваквата ситуација со овие перзистери и овие делби овозможува да аквирираат нови мутации, со кои ќе станат резистентни и на други лекови. Затоа мора да интервенираат истовремено, со најмалку 3, евентуално 4 антитуберкулотици истовремено, да ангажирате различни делови од метаболизмот на клетката, да ја збуните, вака сега за гледачите условно кажано, за да нема време да се адаптира и да развие резистенција на лекот. Затоа е комбинација од повеќе лекови. Првите 2 месеца се даваат 4 лекови, рифампицин, изониазид, етамбутол и пиразинамид, а во наредните 4 месеци се даваат 2 изониазид и рифампицин. Поентата во првиот дел е да убиете најголем дел од бацилите, особено брзо, тие што брзо се делат, а овие перзистерите, латентните, да ги убиете во следните 4 месеци. И на тој начин да се стерилизира лезијата, сметаме дека таму нема повеќе. Значи комплексно е лекувањето. Лекувањето е една болест обично вика 3 или 4 лека, ама сето ова мора да се обмисли и од пациентот да има многу добра адхеренца, секој ден да се земаат лекови, лекарите да ги следат, на вистина има работа. Имаме гледачи, ги вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Добар ден до емисијата, поздрав до докторката, имам едно прашање. Повелете. Кога се движам на собање, претежно кога е ладно времето, осеќам болки во градите, меѓутоа имам и многу обилно потење ноќе, ноќно потење. Така да осеќам само тоа на собање кога е ладно, иначе потењето ми е скоро секоја ноќ. Да немате докторке под прашање нека? Дали ти можела да објасни докторката во што е случило? Има колку време трае тоа потење, само од кога датира? Па време на трајање може да има повеќе од неколку месеци, меѓутоа сепак ништо не може да открие. Без на ова нема ништо, вика, а потењето мене ми е од ден на ден се повеќе и повеќе. Добро.
Така. Значи мојот совет би Ви бил благодарам за вклучувањето во програма, повелете. Бидејќи се неколку месеци, не е тоа конституционално да ми каже со години се Так. има луѓе што се по Туку се конституција јавило. повеќе, да, ова трае подолго време и се замара пациентот. Мој совет е да се јави во амбулантата во нашата институција, бидејќи ние освен за туберкулоза вршиме и комплетна пулмолошка проценка или евентуално ако има кардиолошка компонента ќе му биде кажано. Значи еден комплетен пулмолошки преглед да се направи со рентгенска снимка обавезно е уште еден апел, кашлица која трае на страна од потењето 2 до 3 недели, ако ја матичниот не може да ја најде соодветна причина и разлог, пушачите ги тргам на страна, заслужува рентген снимка и заслужува дополнително испитување. Јас не го прашав гледачот дали е правена рентгенска снимка на градни органи, ама неговата состојба заслужува и такво нешто и проширена лабораторија, значи да побара од матичниот упат, да се јави кај нас и ќе видиме дали потењето е во склоп на пулмолошката проблематика или може да биде и во склоп интернистички и други болести, да тој е системски знак, односно симптом е кај него, кој може да треба да упати до испитување во некоја друга област. Насока. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, Добар ден, ве слушаме одлично во програма, сте, повелете. добар ден, поздрав и до вас. Ви благодарам. Поздрав и до докторката. Благодарам. Повелете. Имам едно прашање, беше ми откриено како астма. Така? Имам дадено вентолин спреј за вдишување и капсули исто за вдишување са бајли навечер. Така? Сега, више ги користам 6 месеца. Пред месец дена, кога вдишував од капсулите и одма почне, имам нагони за да повратам. Случува ми се, може да кашлам месец нон-стоп. Може да има ми се случено цел месец или два не кашлам, а не ги користам лековито. Така. Значи кашлица без Кашлица без користење. Кашлица за време кога што разбрав на терапијата, а потоа без користење на лекот немате кашлица. Добро ве разбрав или не? И кога ги користев лековите се случуваше цел месец кашлање и тоа многу лошо кашлање. Добро. А исто кога ги користев лековите можно по цел месец и повеќе да немам кашлање. Аха, значи за време на терапијата имате и кашлица, период со кашлица, но и без кашлица. Да. рентгенска снимка Имате прашање од докторката дали имате направено рентгенска снимка. Да. Повелете, докторке. Така. Кажете ми на рентгенската снимка дали има некаков било каков навод, коментар од рентгенологот, од колегата? Па нешто на десното белодробно крило имало како нешто точкичка некоја. Точкичката дали е понатаму испитана во пулмолошка установа или не? Да, бевка и пулмолог. Правено е во што се дува со, како се викаше. Спирометрија правевте? Да. Добро, вие сте испитувани очигледно во правец на астма, сте добиле терапија, но понекогаш, без разлика што е една или темата друга, понекогаш може терапијата да не соодветствува од различни причини. Прво, она што ние проверуваме секој пат кај овој тип на пациенти е начинот на употреба на инхалерот на пумпата, тоа е првата работа, и вентолинот и другата пумпа, тоа е првата работа. Второ, можеби ќе треба да се продлабочи малку испитувањето. И трето, не ве прашав дали пушите? Дали сте пушач? Да. Дали сте пушач? Да. Да, Па пушач добро. сте, добро. Значи има повеќе работи кои што повторно треба да се направи ревизија и да се види каде е причината за сето ова што се случува. Понекогаш до дијагноза се стигнува малку подолго, чекор по чекор, не може од еден пат. Мојата препорака е кај вашиот пулмолог направите контрола, ова за кое што правевме муабет, повторете, видите да не треба да се ревидираат некои работи или да се прават дополнително плюс испитување. Понекогаш и неправилно ги користат пумпите. Во многу висок процент причината за вакво нешто е зашто кажува нагон за повраќање, кашлица се слушна под симптоматологијата, шансите да употребате несоодветна се така, постојат шанси, треба сето тоа на лице место да се Значи треба пулмологот да објасни точно како да се употребува и пациентот да демонстрира, знам дека нашите прегледи се вака и се
кратки, ама мора пациентот да ни демонстрира како ги користи пумпите. Бидејќи може да завршува всушност во устата, не во грлото, наместо билите дробови. Во дишните патишта. Дали имаме уште еден гледач? Не, добре, продолжуваме понатаму. Ние стигнавме до терапијата која што е долготрајна. Што ако пациентот на своја рака ја прекине, не може да издржи, не се чувствува добро, сепак се работи за 6-месечна антибиотска терапија. Може диареја да се јави поради... Тоа е предизвикот уствари во антибиотикот. Некако дијагнозата, знаете, ќе се посомневате, брзи тестови ќе ја поставите, меѓутоа со терапијата доаѓа вистинскиот предизвик. За тие 6 месеци прво пациентот, ние некаде месец дена до негативизација ги држиме пациентите во болница за да станат незаразни, па да можеме да ги отпуштиме во домашни услови да продолжат со лекувањето. За тие 6 месеци треба на месец дена да доаѓаат на контрола, се контролира зависно во кој месец, рентген, микроскопско испитување на искашлок од лабораторија. Тоа е стварно напорно, јас признавам за луѓето. Контролираме пиеле, не пиеле, по резултатите и по изгледот на пациентот можете посебно да заклучите дали нешто не се одвива како што треба. Еве сега уште еднаш повторно за пациентите, доколку терапијата се прекинува, не се зема редовно или се прави комбинација, овој лек ми смета, тој не ми смета, па ги понекогаш ги имаме заедно, ама понекогаш се во одвоена формулација. Сето тоа, главниот ризик е да се артифицијално создаде резистенција, токму поради она што претходно го објаснив. Бактериите само чекаат нешто да не е од режимот како што треба, да направат мутација и да развијат резистенција према некој од антитуберкулозисите. Тоа е главната причина. Второ, доколку има прекини, се вели подолго од 2 месеца, тој режим не се ваши. Вие треба да почнете и ова наново со режимот. Сето тоа мора да се внимава, а од резистентните форми на туберкулоза. После, ако се појави, лекувањето е стварно макотрпно уште подолго и уште со потоксични лекови. Во моментов со тоа што ние располагаме тука. А дали е необходна изолација кај пациентите кои што се болни од туберкулоза? Или може би изолација на оние кои што биле во контакт со нив? Како велат, најдобрата превентивна мерка кога е инфективна болест во прашање е да го откриете изворот, да го лекувате и да го прекинете синџирот на трансмисија. Да, кај лицата кои се со белодробна туберкулоза, кои имаат позитивен навод на искашлокот на микроскопија, тоа ние нам маркерот за инфективност, е потребно да бидат изолирани и заради тоа инсистираме лекувањето плюс заради можните нус ефекти од лековите и друга причина заради контрола на сето тоа, инсистираме првиот месец да биде во Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза, хоспитално лекувањето, значи тука изолацијата и контролирање на терапијата. Регуларната по протокол контрола на искашлокот се прави на 2 месеца, меѓутоа тоа е стварно долг период. Наша пракса е на крајот од првиот месец, бидејќи се смета дека 2 до 3 недели се доволни инфективноста се намали, ние на 1 месец правиме контрола на искашлокот, доколку пациентот е негативен на микроскопија, сметаме дека е неинфективен и го пуштаме да продолжи со терапијата во домашни услови. Иначе да, за овие форми е потребна изолација. Уште еден гледач очекува вклучување во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Пред малку се јави сопругот со проблем за ноќното потење. Па докторката рече да се јави во установата кај нив, ама не знаеме каде работи, како се вика докторката, ми кажете. Така, значи Институт за белодробни заболувања и туберкулоза Скопје. Тоа во рамки на клиничкиот центар. Да, клинички центар наједноставно е Карши кардиологија. Зградата на кардиологија од Каршија е Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза. Инаку денешен гостин е доцент доктор Зорица Нановиќ, специјалист по интерна медицина. Ви благодарам уште еднаш за вклучувањето. Ние продолжуваме понатаму. Во Македонија новороденчињата примаат БСЖ вакцина. Точно. Не е тоа практика секаде во светот? И тоа е точно, не е практика во светот. Позицијата на СЗО во однос на вакцинацијата е следната. Има препораки во земји кои што се со висока инциденца, каде што не сме ние. Препораката е да се вакцинираат сите новороденчиња, значи непосредно после раѓањето, во првите денови уште во родилиште,
а во земјите како што сме ние со ниска инциденција или таму кај што инциденцијата е во опаѓање, се препорачува селективна вакцинација. Тоа значи ризични групи, на пример, ако е новороденото во фамилија кај што има се знае дека има случај на туберкулоза, или ако тоа семејство пак контактира со други семејства или патува во земји кај што има туберкулоза, тоа се генерално препораки, затоа што секоја препорака завршува нели со мали букви на крај, локално. Ние мора да си ја процениме епидемиолошката ситуација во Македонија и да одлучиме што ќе послушаме согласно со тоа што сметаме дека е најдобро за нашите новороденчи. Значи, во Македонија постои правилник од 2015 година за имунопрофилакса и согласно тој правилник секоја година се носи програма за ќе ми простат вакцинолозите сега малку улетав во нивни терен, програма за календар за вакцинација. Децата, сите новородени, подлежат на задолжителна вакцинација која се одвива во првите денови во родилиште, затоа што нашата проценка е дека треба да бидат вакцинирани. Вакцинацијата е само со една доза на раѓање. Од 2015 нема ревакцинирање против туберкулоза, затоа што светските студии покажале дека дополнителното ревакцинирање, последното беше во, мислам, беа и почесто, меѓутоа 2010 правилникот е во 7-та година, нема некоја поголема заштита од вакцинацијата и затоа не се ревакцинираат децата. Зошто е битно на раѓање да примат повторно апел до мајките да не подлегнуваат на антиваксерските движења? Се смета дека таа една доза на БСЖ вакцина што ќе е примено во роденото веднаш после раѓање штити од така наречени тешки форми на туберкулоза. Тоа е уствари поентата на вакцината. Тоа се дисеминирани форми и тоа е туберкулозниот менингит. Ние имавме деца во 2023 сите информативни гласила пишува две деца што починаа невакцинирани. Токму од овие две состојби. Децата, односно новороденчињата, тоа не се деца, треба и мора да се вакцинираат, да се бесежираат, за да се заштитат од тешки форми на туберкулоза кои имаат висок морбидитет и висок морталитет. Мојот апел е, користам да се бесежираат дечињата на Дали ова вакцина штити само во детството или и во возрастната, во адултната возраст? Ова конкретно една доза на раѓање се смета дека некаде заштитниот ефект е 10 до 15, зависи. Тоа се снели претпоставки и врз основа на студии и точно токму заштитата од овие тешки форми таму тогаш кога може да направат најголема белја. Во однос на белодробната форма на туберкулоза, заштитата кај возрастни, студиите кажуваат дека е варијабилна и токму заради тоа и нема ревакцинација, не се додава, туку е битна само ова на раѓање ги заштити новороденчиња, доенчиња, мали деца од тешки форми. Заштита се смета дека и до 90% тоа е сериозна заштита и децата новородените треба да се бесежираат. Што е со оние кои што минале низ оваа болест? Колку време по прележувањето на болеста може да се вратат во нормален тек на живот? Така. Бидејќи стандардниот тераписки режим е 6 месеци, наша пракса во институтот е за време на колку што трае терапијата, ние даваме конзилиарно, тројца доктори, боледување, тоа е согласно и правилникот што е за боледување, си има таму пропозиции, до 6 месеци после хоспитализација, ама ние даваме, кога ви кажам, додека трае терапијата, ги даваме, односно додека примаат лекарства, пациентите се на боледување, зашто живот треба да им биде, нели, да не се оптоваруваат физички и ментално, сето тоа да се санира. Штом ќе заврши терапијата, проценка на лекарот во принцип може да се врати на нормален живот и може да се врати на своето работно место, тој пациент не е инфективен, не е заразен, зборам за режимот што го заврши. Дали некогаш во животот ќе се повтори или нема да се повтори кај било кој од пациентите, ние не може да претпоставиме, но бидејќи статистиката покажала дека најголемиот број на рецидиви се јавуваат во првите 2 години од кои ќе се заврши лекувањето, да не се чудат пациентите, затоа и ги викаме. На 6 година дена, тоа се 3-4 контроли во првите 2 години по завршување на терапијата, за да провериме дека се окей, односно дека може скроз да ја затвориме приказката. Какви тестови се прават повторно? Оние PCR или? Не, PCR кај веќе лекување не се практикува зашто може да даде лажно позитивен резултат. Тестовите што ги правиме може да се направи рентгенска снимка по проценка на лекарот, може да се направат лабораториски тестови во смисла седиментација, значи маркери на инфламација да се проверат, анемија, она што кажат, односно крвна слика дали се развива необјаснива анемија или не, лабораториски рентген, а ако има потреба, ако се јави продуктивна кашлица, ако рентгенот е сугестивен дека станува збор за релапс, тогаш правиме конвенционалните
методи, микроскопија и културално испитување на искашлокот. Оние кои што се носители на оваа бактерија, постои шанса да се искорени кај нив? Тие што се латентната инфекција, така. таму кај што спроведуваме систематско тестирање, тоа се тие 5 или 6 уствари ризични групи на пациенти, сметаме дека со профилактичката терапија, таа се нарекува туберкулозис превентив терапија, TPT, трае 3 месеци со 2 лека или 6 до 9 месеци. Мали дози на лекот или исто агресивни? Не, полна агресивни? доза, само бројот на лекови е помал. Така. Изониазидот се дава 6 или 9 месеци, а ако се дадат изониазид и рифампицин се 3 месеци, тоа се стандардни режими. Во светот постојат и други, меѓутоа тоа овде што се практикува. Сметаме дека пациентот сме го заштитиле од развој. Апропо, дали може да се повтори или да се јави? Знаете како имате пациенти што прележале комплетна туберкулоза болест, па се повторила, предвидувањето не може да биде 100% кај ни еден пациент. Наше е да сториме се што е во наша моќ да го заштитиме да не еволуира во болест. Кога на некој пациент ќе му кажете дека неговата дијагноза е туберкулоза, дали е изненаден, бидејќи нели сепак постои убедување дека искоренета болест? Добро, тоа е една од да не речам најстигматизираната во моето искуство болест. Сум била сведок да кажат подобро да беше карцином. Верувајте ме, има и такви дури. До тој степен е стигматизирана. Но ако се објасни убаво, се раскаже дека е тоа болест која може да се спречи кај останатите во членови на семејството, болест која може да се лечи, излекува, да не остави последици. Полека се разјаснуваат работите. Иначе да знаат да се изненадат луѓето токму заради уверението дека болеста не постои. Ја имаме малку, ама сепак ја имаме. И кога ќе ја дозна дијагнозата, потоа кријат дека се болни? Една од карактеристиките на стигматизацијата е тој дел, криењето, и во пошироката, и во потесната, значи семејната околина, и во пошироката, затоа што ако имате работни места каде што се експонирани и други вработени во фирмата, или ако се работи за училиште, или друга некоја институција каде што има, ние велиме, голема гужва концентрација на луѓе во затворен простор што поминуваат долг период на денот заедно, обврзани сме, нашата превентивна служба во институтот и социјалниот работник, да ги известиме тие луѓе таму, односно фирма, зависно кој како, и да ги повикаме на тестирање и на испитување. Тоа знае да биде проблем, затоа што пациентите бараат да не ја шириме информацијата. Стигмата е страшна работа кај туберкулозата, ама затоа па е предизвик да се борите и да објаснувате. Што наведуваат? Зошто сакаат еве да се сокрие тој факт дека се болни од туберкулоза? Туберкулоза е, ви велам, синоним за нешто срамно, нешто страшно, нешто испод чест. Причината зошто е тоа така, останато веројатно е задржано со, да не речем, со децени, можда и со векови одамна. Болеста е стигматизирана и тешко, дури и меѓу моите колеги постои, да речем, стигма пациент кога ќе пратите на преглед, што не е во ред, ама стигмата страшно постои, страшно е врзана за туберкулозата. Причината не би можела да ја кажам, да ја изанализирам баш многу. Веројатно со оваков тип на емисии и ќе треба почесто се зборува и да се надмине, бидејќи споминавте 1/4 од светското население всушност е носител на оваа бактерија, на инфекцијата. На микобактериум туберкулозис. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Јас благодарам на поканата. Се надевам ќе имаме и друга прилика. Се надевам дека ќе бидете повторно наша гостинка. Ќе им се заблагодарам и на гледачите што и денеска беа заедно со нас и верувам дека научија на вистина нови корисни информации поврзани и со туберкулозата. Почитувани, ви посакувам пријатен ден.